Новиот објект на детската болница Козле, кој е единствен од ваков тип кај нас и е еден од најмодерните во регионот, денеска свечено беше пуштен во употреба. Има капацитет од вкупно 104 кревети и исто толкав капацитет за сместување на родител како придружба на детето. Во низата нови објекти. Денес имаме особено задоволство, што можеме свечено да го пуштиме во употреба новиот објект на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле. Тоа е болница која што ја започнавме во нашиот мандат и ја завршивме во нашиот мандат. Старите бараки кои биле изградени во 1965 година како донација од норвешката и шведската влада за земјотресот, денеска се заменети со современа болница вредна околу 7 милиони евра. Овие бараки биле предвидени да траат 20 на години, но за жал никој после тоа не се завземал да се изгради нов објект, како што заслужуваат нашите граѓани. Од тога се поминати 50 години. 50 години во кои персоналот се трудеше колку толку да ги чува старите бараки, а пациентите мораа да ги прифатат условите кои тие бараки ги нудеа. Многумина мајки и денес се сеќаваат како биле во исклучително тешка ситуација да го остават своето дете во плач, бидејќи старите бараки немаа доволен капацитет да ги примат сите родители на децата. Новиот објект се состои од две функционални целини – поликлиника и стационар. Поликлиниката ги опфаќа сите ординации, лаборатории, специфични кабинети, дежурната служба и останатите содржини. Во стационарот има над 50 соби со 210 кревети, кои во најголем дел се двокреветни болнички соби, како и 14 апартмани. Објектот содржи и дневна болница со капацитет за згрижување на 30 до 40 деца, а тука ќе биде сместен и центарот за цистична фиброза. Министерот за здравство посочи дека Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле е единствена од ваков вид во државата, каде се лекуваат бебиња и деца до 18 годишна возраст со заболувања на белите дробови. Болницата располага со комплетно едуциран кадар и околу 60% од докторите се едуцирани најмалку по 3 месеци во врвни реномирани болници во странство. По повеќе од 45 години функционирање во времени објекти, во кој не требало да функционира болницата повеќе од 10 години, владата донесе одлука за изградба на комплетно нов и современ објект. Изградбата на комплетно нова болница го чинеше здравствениот систем околу 7 милиони евра. Ова не е инвестиција во посовремени услови за лекување на децата, туку е инвестиција во иднината на нашите граѓани. Камен темелник во здравието на нашите најмили и инвестиција од која бенефит ќе имаат сите идни генерации. Просечното време на завршување на диагностиката по пациент се очекува да биде помалку од 2 часа, што е на ранг на најразвиените европски стандарди. Тоа значи дека за најмногу 2 часа за поспецифичните случаи, а за полесните случаи многу побрзо, може да се завршат сите потребни прегледи и испитувања, почнувајќи од комплетна биохемија, микробиологија со земање на брисеви, ушен преглед, ехо на бели дробови, рентген и така натаму. Многу е значено што практично нема време на чекање, со што и децата се ослободени од дополнителни оптоварувања да чекаат. Во новиот објект ќе функционираат и вкупно 18 амбуланти, односно 2 општи и 16 специјалистички и субспецијалистички. Ова значи дека капацитетот на амбулантите е зголемен повеќе од 3 пати.